Витален и полн со живот, пензионираниот професор по физичка култура охриѓанецот Миле Христоски на 80 годишна возраст не се откажува од спортувањето. Катаден, зиме, лете со часови не само што вежба, туку и се надпреварува со себе, подобрувајќи ги личните резултати. Покрај неголемата љубов атлетиката, Христоски вежба навратил, игра кошарка, вози велосипед, буквално не постои спортска активност која не ја практикува. Можам вели се уште да се надпреварувам во некои дисциплини, но покрај успесите кои ги нижам со пензионерите на републичките надпреварувања, страста кон спортувањето сакам да ја пренесам и на младите, додава тој. Сега младите има доста во спортско-рекреативниот центар кај што вежбам и многу млади идат да научат нешто од моите вежби, посебно на вратило, на разбој. Јас му укажувам и доста деца научуваат. Христоски денеска со нетрпение на целта го чекаше пристигнувањето на атлетичарите, учесници на 32-иот меѓународен охридски маратон, на кој победи кенијецот Марк Ротич. Навистина многу ми се допаѓа оваа земја. Кога би имал можност, навистина би сакал да бидам жител на оваа земја. Охрид има одлични предиспозиции за развој на спортски туризам, но градот и државата треба да вложат и финансиски да ги помогнат манифестациите како оваа. Организаторите со начовечки напори и многу љубов успеваат да ја одржат традицијата, достојно, но со броени пари. Доста скромно заради тие прилики, да речеме, она немаме и некоја поголема масовност и некои многу квалитетни, да речем, атлетичари. Затоа што тие само за да дојдат им требаат повеќе средства, така да најчесто така кои ќе слушнат каква е наградата не доаѓаат. Ние сметаме дека многу значи за градот меѓу другите манифестации кои што се одржуваат, поготово на денешниот празник, на денот на независноста на Република Македонија, сметаме дека е една популаризација на град Охрид. На годинешната трка од Светинаум до Охрид учествуваа 141 атлетичар од земјава регионот, но и од Кенија, Словачка, Унгарија, Велика Британија и САД.